Ете така, драги мои, го погледнавме новиот спот на Наум Петрески за песната Гнездо, кој иначе го има работено ин продукција. А ние продолжуваме понатака. Изминатите денови во Скопје, момците на група Респекти и Даниел Сидовски одржаа концерт. Концертот беше одржан на отворено, каде присуствуваа голем број гледачи. Нашата екипа беше дел од ова случување, а ние повеќе детали ви откриваме од следното интервју. Даниел, како беше последното? Журка лудило. Журка лудило, срце ми разбудило, овој ритам јак, како афродизијак, адреналинот ми го крева, уживам во ног на шема. Журка лудило, тотално ме слудило. Така е тоа. Ете така, значи со оваа песна го заокруживме концертниот спектакл кој што се одржа во Ново Лисиче, твоето родно место. Навистина одлична организација, сите пофалби за тебе, Даниел. Ајде од твоја гледна точка како помина вечерашниот концерт. Пред се ви благодарам што по не знам кој пат тука сме нели заедно, мислам како соработка. Ви благодарам на вас и продукција што сте тука да го проследите овој настан во живо и нели понатаму како материјали што ќе можат сите да го гледаат, да допрат до сите. Така да ние си поминавме многу лудо, прекрасно и незаборавно, имаше доста одзив, дури сум изненаден, токму да во Ново Лисиче. Јас сум жител на Ново Лисиче 25 години, а иначе сум роден од Кутел 1. Така да денеска не знам, со емоција сум полн уште. За мене ова е прв настап како ние, како Даниел Сидовски и група Респекти, после година и пол, ама и прв настан кај што ние си го правиме, да речеме, сами. Во подршка со многу спонзори кои ги поздравуваме многу од се срце и поздрав до општината Аеродром што ни го овозможи местото тука во Ново Лисиче да бидеме заедно си. Концертот беше пренесуван во живо на сателитската ин телевизија и нашите гледачи има можност да уживаат во овој концертен спектакл. Колку беше тешко да се организира овој концерт и навистина имаше голем одзив, тоа ќе може да го, тоа сигурно го видоа и нашите гледачи, се представивме пред камерите. Колку беше тешко да се организира? Со оглед на тоа дека како менаџер на Респекти, за да дојдеш до овој настан треба да си поврзан максимално на секој чекор. Добро, од една страна е олеснително малце бидејќи нас не познаваат веќе нели како музичка група која котира добро во Македонија, па малку се олеснителни тие некои патишта кај што можеме да дојдеме до тук. Не се нафаќаат тек така сите за да направат нели ваков настан. Позадината е таа бидејќи очекуваат одзив и они самите. Нели мора да разјасниме дека тука сепак некој доаѓа и за финансии да работи, а ние ова го работиме од љубов. Значи денеска стварно го работиме од љубов, си го правиме настанот буквално од нас. И им благодарам на сите што беа присутни, сите фанови, сите роднини, пријатели и вие и сите. Уште сум под импресија, стварно. Имаше доста млади луѓе, сите навистина се забавува, дури имаше голем број малечки дечиња кои што се забавува и ужива. Игра, журка лудео се прави. А мора да спомнеме дека водител на вечерта беше прекрасната Лила Филиповска. Исто така имаше и уште нешто во склоп. Најде ти. Да. Добро, за да биде подобра нели организацијата, мои блиски соработници се Лила Филиповска, многу ја поздравам, фала и од се срце што така направи интересно да биде нели отварање на вечерта. Мој другарот од малечки нозе е Бојан Велевски. Значи стендап број 1 комичар, дечкото. Добро не наце. Ја на моја сметка, али Аладо му ја рекол, брат, имаш од мене слободно што сакаш збори, така да што и да кажеш, не е битно дали тука жена, деца и кој да има, значи сепак стендап е стендап и треба да го сватат сите дека тоа е без граница. Значи луѓе без граници што треба буквално да не насмеат за све. За да ја загрее атмосферата, тука ни е, според мене, моје другарче, не дека ми е близко, ама дечкото многу во короната он многу допре до нас преку неговата музика. Буквално на секаде го имаше низ цела Македонија, низ зимски места и све. Значи DJ Бабора Джуниор, фала ти од се срце, брат, што ги загреа оваа публика пред да настапиме ние. И други гости немавме.
освен нели што си имавме доста и еминентни ликови кои не поддржува и претходно кроз нашите забави, беа присутни тука, така да сите ги поздравувам. Значи сите ги поздравувам од се срце, имавме добра богата програма. Помина навистина одлично, а вие со овој концерт одбележавте и 8 години група Респекти. Ајде накратко што сработа група Респекти во изминатите години? 8 тешки години. Не знам, дури ја би остел само 8 тешки години и вака 3 точки и нека оди. Не знам што би кажал, многу има, али Бројката си кажува. али живци као за 30 години. Навистина ви кажам, значи многу падови, многу добри успеси и доста интересни песни што ги одбираме. Ние си ги правиме, реално си ги правиме сами песните и гледаме да допреме до народот она што го сака, нели? Ние сме за тоа, нели? Нели сме тука. Должиме, нели, албумот мој го должам. Што друго да кажам за кариерава? Не знам, знаат, следат сите овие 8 години следат, би сакали понатаму да не следат, бидејќи Респекти напротив со овој прв наш солистички, да речам, некој концерт, трипна забава, како прв јавен настап после година и пол, најавуваме поголеми чекори поголеми. Како што и секош најавуваме нели кај вас во емисија. Професионално. Година и пол, скоро 2 години ги немавте вашите настапи, како што кажа, ова е прв концерт и прв настап после ова што ни се случуваше. Конечно се изборивте за веќе да можете да настапувате. Ете, од 1 јули веќе можете да свирите и на свадбите во затворен простор, значи на секаде ќе може да свирите. Дали веќе почнаа да ви се уват, да ги закажуваат вашите настапи за свадби, за веселби или можеби низ локалите? Така, искрен да бидам, значи веќе секој ден имам. Значи не дека само викенд, значи секој ден буквално имам. Така после концертов, извини што те прекинувам, но ќе имате уште многу повеќе повеќе. Па да, се надевам. Тие што нема, нели, чест да не слушнат во живо, сега може да видат за што се работи, за каква забава. Секојдневно сме веќе зафатени, тефтерот е полн, па мислам дека скоро до октомври. Има некои дати, многу дати се увати дупли, си скачаме во пресвет со колеги, некои ако, нели, за да ги услужиме сите. Добре што Комисијата за заразни болести тука малку подразмисли дека веќе е потребно, нели, да се направат некои чекори кои ги очекувавме, за кои се изборивме усари. И ако не слушаат доволно, нема веза, не сакам да навлагам во тоа, сепак нашата љубов е ова, музиката, и дај Боже да не запре, бидејќи пак ќе речам, ние не сме преносители, тука е народот малку крив. Јас сум на страна, јас сум коктел музика, нели, ја нема да одам меѓу народ. Народот е тој што се групира и што не е совесен и, нели, нема малку совест во нив и треба малку да бидат тука по културни во тој дел, да ги почитуваат закони. Публиката е жилна за музика и тоа го докажа вечерашната публика го докажа тоа дека навистина сите сме жилни за музика и за забава. Се надевам дека ќе имате бројни настапи во текот на летото и понатаму се разбира. Ти секогаш работиш на нешто ново, нов материјал, нови песни, дали можеби периодов ќе има нешто, ќе промовираш некој? Па сакав да извадам пред 2 недели една песна, ама викам мај чекај да направам прв ваков настап. Одбив доста ресторани и дискотеки кај што сака одма да стартуваат со нас отварање да прават, што е нормално летна сезона. Сака со нас да прават, јас сепак одлучив да го направам ова, јас сум заедно со момците, да го направиме ова на еден поголем чекор како прв настап, а после тоа ќе се фокусираме нели на другите настапи и на проектите што ги имаме. За некој очекуваат, веќе ќе почнам да ги вадам и песните од албумот. Па здравје Боже, ќе бидете поканети на прв мој солистички нели албум со прекрасни песни. Носечка ќе биде Те сакам. Нели денеска ние ја отворивме вечерта со Те сакам и стварно бев пријатно изненаден кога сите ја запеа на глас во живо. За мене тоа е, значи, ако сакам нешто музичка кариера, тоа би било кој ќе запееш, да те поддржат сите да ја знаат. Нема да понатаму, да. Нема очекуваме твои песни, го очекуваме твојот повик за твојата промоција. Навистина одличен концерт. Јас уште еднаш ќе ти честитам за прекрасната организација навистина и за тоа што ги расположивте ете сите присутни гости. Ти посакувам уште многу вакви концерти.
Благодарам јасно, благодарам им продукција, поздрав за ИНТВ Австралија и за сите наши македонци ширум цел свет. Даниел Сидовски и група Респекти од Скопје.